Ретко која компанија воопшто може да се пофали со 160 години постоење. Точно пред толку време Адам Опел во Руселска им започна со производство на машини за шиење и тоа во штала за добиток која му ја отстапи неговиот чичко. Бизнисот сепак беше вносен и годините напорен труд, но и неизвестност доведоа до тоа компанијата што го носи неговото име да стане ценета, а тој богат. Неговите синови пак повеќе ги интересираа велосипедите, со кои учествуваа на разни надпревари и освојуваа бројни награди. Самиот Адам за нив сметаше дека се направа за кршење коски, но не го игнорираше нивниот пазарен потенцијал, бидејќи полесно се продаваа и носеа поголема заработувачка. Така Опел од 1886 година стана производител на велосипеди кои со текот на времето го надминаа бизнисот со машините за шиење и во 1895 година кога почина Адам Опел, компанијата беше лидер и во двете дејности. Неговите наследници увидоа каде оди иднината и се договорија со Фридрих Луцман кој се обидуваше да конструира автомобил. Се појави во 1899, но имаше катастрофална продажба. За 3 години беа направени само 65 примероци. Партнерството беше раскинато, но браќата Опел не се откажаа од идејата и започнаа со лиценцно производство на возила од францускиот Дарак. Истовремено и самите работеа на собствен автомобил. Иако беше готов во 1902 година, со неговото производство се започна 4 години подоцна. Вистинскиот успех дојде со представувањето на популарниот доктор Ваген во 1909 година, кој со својата издржливост и ниска цена беше одлично прифатен од купувачите. 2 години подоцна голем пожар ја пепласа фабриката, пошто после милион произведени машини за шиење, Опел се откажа од нивното производство. За после Првата светска војна на велосипедите и автомобилите да им се приклучат и моторцикли. Сето ова им носеше толку пари што започнаа со изградба на собствен тест полигон и експериментирање со возила на ракетен погон. При крајот на 20-тите години од минатиот век Опел беше најголем производител и извозник на возила во Германија. Во 1931 година со серија трансакции General Motors за неверојатна сума од тогашни $33,5 милиони ја презеде компанијата која под неговата капа остана скоро 90 години.